Кога кекнеше гласот на саат кулата, знаевме дека еден час поминал. Порано се будевме со тој звук, знаевме кога треба да одиме на работа и на училиште, велат Штипјани. Децини дека саат кулата во град Штипе, голем символ на градот, и е многу познат кај позрелите генерации. Ја знам заради тоа што сум чистокрвна Штипјанка и од мајка и од татко. Па тие што не се можност да имат дома будилник саат, они се слушале времето од неа. Колку пати чука, толку часот и така. Ако е половина час, тога е само еднаш чукаше на времето. И треба да и се даде живот на саат кулата. Тоа може да видите како атрактивно е и за туристи. Поготово за нас од тук. Очекуваше, да, точно е, меѓутоа тоа е многу одамна. Значи некој треба да се малку обрате повеќе внимание на оно што го имаме, да го дочуваме, да му дадеме живот, да се ревитализира и да биде за сите подобро, не? Атрактивно. Многу нешто, тоа беше на градот символ. Бар јас сум одамна од овде иселен, ама као дете секој знаеше кога саатот ќе отчука и за работа, и за на школа. Порано знам како работеше. На секој саат отчукуваше. Треба да и се даде живот на саат кулата, велат Штипјани, бидејќи истата може да биде голема атракција како за туристите, така и за нас. Затоа што штипската саат кула е изградена во 17-тиот век како беговска куќа и стражница, во втората половина на 19-тиот век преминува во саат кула. За саат кулата во Штип постои легенда за која се вели дека турскиот бег бил влюбен во Штипјанка, на кого таа му дала ветување дека ќе се потурчи, но за возврат во градот на сеќавање да остави спомен. Па во таа чест била изградена штипската саат кула.